прашањето на предвремените избори, кое што Мицковски го најавуваше во декември, па го презакажа за јануари, па го презакажа за средината на февруари, е затворено. Бидејќи тој тврдеше дека има парламентарно мнозинство од 61 пратеник, за да оваа влада веќе не продолжи. На крај се покажа дека оваа влада има зголемено парламентарно мнозинство со реконструкцијата на владата од 65 пратеника. Со тоа, прашањето на предвремените парламентарни избори е затворено и, како што кажав од прв ден, бидејќи јас моите ставови не ги менувам секој ден, како што некој друг тоа го прави, изборите ќе бидат во нивниот редовен термин, прво председателски избори, на кои што ќе победи кандидатот предложен од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а потоа и парламентарни избори, на кои што повторно оваа коалиција ќе формира проевропска влада во Македонија. Јас упатив и минатиот пат порака дека ВМРО-ДПМН управува со 50 општини, дека треба да се посветат на работа во општините, бидејќи гледаме дека таму ништо не се случува. Тие започнаа со настани по хотели, каде што презентираа што е направено од претходните градоначалници, ги сметаа за своји проекти, тоа беше 1 февруари од како дојдоа на власт. Потоа почнаа да се караат меѓу себе и го гледавме оној фестивал кој што се случуваше во Скопје помеѓу градоначалничката од редовите на ВМРО-ДПМН и раководството на ВМРО-ДПМН, за да сега сите активности замрат и единствена тема на која што зборуваат се предвремени парламентарни избори. Тоа ме потсетува мене на... Имаме еден внук Никола и цело време му викаме: Никола, земи, работи книгата, учи, работи за да напредува, што вика купи ми PlayStation. И што и да му кажеш, он цело време PlayStation па PlayStation. И ова ме потсетува на вистина однесувањето на председателот на опозицијата на мојот внук Никола, кој што наместо да се фати со работа, само бара да му се земе PlayStation. Така да сметам дека и тие треба да се посветат повеќе на работа во општините, отколку единствено да повторуваат предвремени избори. Предвремени избори нема да има, ќе има редовни избори на кои што веќе кажав како ќе биде резултатот.